Почитувани гледачи, продолжуваме со остатокот од содржините од вестите од регионот. Мој гостин на вечерва, добро препознатливиот, еден од активистите на Здрава Котлина. Стојан, добре дојде во вестите и кажи ни, за неколку дена веќе наголемо се зборува за протестот кој што го организирате в сабота. Маршрутата веќе повеќето од граѓаните ја знаат. Што очекувате од протестот и кој е она почетното кое што еве ги повикувате граѓаните да ви се приклучат на протестот? Благодарам за можноста. Значи, јас би почнал најпрвен од тоа што ни иницираше нас да почнеме со протестот. Како што веќе добро е познато, договорот со Казандол се затвори. Работите одеа натаму да и рудникот, потенцијалниот рудник Иловица, се прекине договорот. Има многу правни основи на кои може да се раскине овој договор. Јас би свртил внимание дека не само правните основи, туку има и други многу проблеми кои ќе настанат од тој рудник, еколошки проблеми, морални, социјални и така натаму и така натаму. Но иницирачки момент за овој протест е тоа што од владата рекоа дека ќе има некаков услов, некакво мислење, ќе се даде некакво мислење во врска со рудникот Иловица. Тоа требаше да се случи до крајот на мај. Како што гледаме, веќе сме средина на јуни, воопшто нема никаков одговор, ниту е ставена на седница на влада и така натаму и така натаму. Друг момент, со овој протест сакаме да ги потсетиме сите надлежни институции кои што можат да го решат овој проблем, дека е крајно време да се свртат кон проблемот со рудникот Иловица и да се дојде до решение позитивно за сите нас. Друг момент е тоа што концесионерот Euromax Resources веќе наголемо зборува дека ќе немало цијанид. Да, во ред, дури и да нема цијанид. Да не зборувам за тоа дека тие треба да прават посебни проекти, посебни студии за сето тоа што го велат дека ќе го нема. Ако нема цијанид, треба значи да се направи посебна постапка, да има посебни јавни расправи и така натаму и така натаму. Но дури еве да речеме дека нема цијанид. Значи, еден од проблемите беше цијанидот. Значи, има многу други проблеми кои што треба да се отворат и јавно и јасно и гласно да се кажат. Тие проблеми се сулфурната киселина, тоа е коктел од многу други киселини кои ќе се користат за разложувањето на рудата. Проблемот е минирањето, проблемот е огромното хидроеловиште, проблемот е површинскиот коп и така натаму и така натаму. Се друго останува. Значи, ние не можеме да се согласиме ако тие речат нема цијанид и како досега таа битка да сме ја воделе само против цијанидот. Не се разбира, има палета други работи кои што се набројани и милиарда пати се кажани и укажени од нас и не можеме просто едноставно да ги затвориме очите и да кажеме добро, нема цијанид, нека има рудник. Така, имавме референдум во Босилово, резултатите беа такви какви што беа, но рудникот Иловица Штука не ја засега само Иловица и Штука, ја засега целата Струмичка котлина. Најбувавте на почетокот референдуми во Струмица, дебати во Струмица. Мислите ли дека струмичани се доволно запознаени, исклучувајќи ги нели луѓето од Иловица и од Штука, туку во самиот град? Јас мислам дека нема човек после нашите активности кој што барем не слушнал дека рудникот е штетен и кои се тие основни работи кои се штетни. Значи, луѓето мораат веќе да се повикат на својата совест. Тие не можат да бидат глуви за некои работи и слепи. Се знаат. На секое прашање си може да добијат одговор. Сето тоа што се навестува, што се кажува дека ќе биде штетно, не можеме ние луѓето да го премолчуваат, односно да кажат да, тоа нема да се случува. Тоа едноставно ќе се случува. Јас мислам дека се доволно информирани за сите работи. Некој ако не сака веќе, ако е целосно изолиран од се, што да му правиш, нели? Но 95% од луѓето веќе се запознаени за штетните последици. И исто така, морам да нагласам дека овие протести се организираат баш на барање од граѓаните, од народот. Затоа што оние кои што сватиле, оние кои што се освестиле дека ќе биде штетно и колку ќе биде далеку сежно штетно,
просто не ги тера да седат мирни и да не реагират по некој начин. И на нашата страница, и во инбокс, и приватно, кога се среќаваме со луѓе, велат, сакаме конечно еднаш ситуацијата со Иловица да се реши. Што велат ресорните министерства? Па вака, значи, ние во однос на Иловица мислевме дека како што имаше некој така наречен залет после Казантол, мислевме дека ќе биде најмалку проблем ресорните министерства да ги стават на маса работите кои што им ги укажуваме и да кажат да, тука има доста недоследности, овој договор може да се раскине еднострано слободно. Да, ама засега има само молчат. Засега молчат. Па затоа и нашата реакција. Каде се? Значи, јас не велам дека треба да се впуштат во некакви игри кои што не знаеме кај ќе завршат. Се знае. Ги имаме правните основи, ги имаме одговорите за сите прашања кои што се поврзани со раскинување на договор. Дури имате ли барање поднесено до министерствата, барем со дел од представници, да кажеме, не мора ајде со министрите, за корелација, да видиме до каде сме? Ние пред 5-6 месеци се формираше некаква работна група. Значи, од кога се формира таа работна група со сите надлежни 4 министерства, понатаму просто не добивме никакви одговори, никакво собирање не направивме пак. Значи, јас не знам зошто не се турка таа работа. Не знам дали има нешто во позадина. Не би сакал да верувам дека има нешто во позадина. Сметате ли дека со протести ќе ги разбудите надлежните? Па, видете, континуирано, не повремено. Да. Откако го објавивме, откако ставивме објава за протест, веќе многу луѓе се заинтересираа, вклучително и медиумите, нели? Почна да се јавуваат да вратат што, како, зошто, нели? Ние мислиме, се надеваме дека ќе се алармираат конечно, затоа што ако не го направат тоа, ние најавуваме и понатаму блокади и протести и тоа врз цел југоисток. Со цел југоисток. Можете да замислите ако еден југоисток излезе и се отсече целосно од целата држава, како би било тоа? Така, најавувате радикални протести. Радикални се разбира, со граѓанска непослушност, со блокади, колку треба толку. Луѓето мора да сватат дека ние единствена надеж, ако другите молчат, е народот. Ако народот не излезе и да си го одбрани конкретно својот двор, својот имот, својата животна средина, таму каде што, од овде каде што илјадници години постоиме благодарение на таа природа, тогаш може да навлеземе лесно во некакви политички игри и ништо така да поминат работите. Но јас верувам дека конечно овој народ ќе се свести и тоа на овој протест треба да го покаже. Така, и за крај само со оглед дека сме кратки со времето, подсетување од каде почнувате, во колку часот и каде завршува протестот? Вака, значи целата агенда на кратко ќе ја кажам, стартуваме од 11:30 часот, сабота, 16 јуни, се собираме на плоштадот Гоце Делчев до 12 часот. Символично рековме дека ќе почнеме од 5 до 12, затоа што веќе е 5 до 12 да се реши проблемот со рудникот Иловица. Тргнуваме по плоштад Гоце Делчев, покрај Жито Струмица одиме до представништвото на Euromax Resources во Струмица, да им испратиме силна порака дека всушност овде не се добре дојдени. Една работа е што сакаат пак криминално да продолжат со работа, затоа што во емисијата која ќе биде утре ќе кажеме кои се тие работи. Друга работа е што јас не ми е јасно, нели гледат дека овде не ги сакаат луѓето? Каква е таа одлична соработка со локалните власти и со локалното население? Така, тука завршувате, завршува протестот пред Евромакс? Потоа се враќаме назад и таму имаме говори, потоа се враќаме назад до плоштадот и така. Така. И само кратко, струмичани денеска видоа герила акција. Да. И ја потврдувате дека е на Стоп за рудникот на смртта Иловица? Да, на иницијативата Стоп за рудникот на смртта Иловица и на Здрава Котлина. Тука се вклучени повеќе организации, повеќе лица кои што не поддржуваат и значи ние бараме веќе начини, на секој можен начин бараме да ги алармираме луѓето и да сватат сериозно колку голем проблем ќе им се надвисне на главите и на генерации, тоа не го зборувам на памет, значи илјадници години назад генерации ќе страдаат од овој рудник.
Просто е многу едноставно, но на народот како да треба постојано да му се кажува и да му се кажува и да му се кажува. Ние на секој можен начин, легитимен се разбира, ќе алармираме и ќе укажуваме колку тој рудник е штетен. Така, ти благодарам што одвои време и беше дел од вестите на ВИС, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме со останатите содржини.